Истина останува неодговорено за јавност и за граѓаните на овој град. Кому се потребни толку многу нови станови, толкава катност, толкави габарити на градење, кога сите знаеме дека градот нема апсолутно луѓе да ја исполнат ни една десетина од тој стамбен фонд. Бидејќи да имал потреба и овие 10.000 станови би биле барем преполовени со новонаселени семејства, а не е така. Веројатно одговорот треба да се бара во спрегата на урбаната мафија со локалната самоуправа и тоа е веројатно најкраткиот пат што приватниот капитал и црните пари си го наоѓаат како да се мултиплицираат, како да се оствари екстра профит, бидејќи сите знаеме дека цената на квадратурата е качена до некои нереални нивоа и не само во Тетово секаде низ државава. Тука го нема објективниот фактор на државата, објективно толку да каже да, ова е можеби во ваш интерес, но не е во општ интерес и тоа се убаво спакувано оди пред советите. Тамо се нашите непосредни представници избрани по принцип на негативна селекција од политичките партии, веројатно оние кои што само креваат два прста и не прашуваат зошто, и се доаѓа до овој стадиум на дива урбанизација, која што е далеку од хумана, и го крши уставното начело на здрава, хумана животна средина за секој еден граѓанин. И овој жена парк, како што ние го нарекуваме во градот, не е парк по законот, бидејќи законот парк смета дека е секоја зелена уредена површина над 1 хектар. Тука имаме многу помалку. Значи Тетово е единствениот град во државава без парк. Воопшто Тетово нема парк. Има оваа мала зелена површина, гледате и не е баш во некоја состојба, не се одржува. И еден голем град, населен град со релативно силна економија, со многу помалку зелени површини од мали градови кои што се навистина неспоредливо помали по секој критериум од Тетово. Në bazë të kontratës, nga momenti në shkrimit kontratës, duhet brenda një viti të kemi draftin e parë të planit, në bazë të dinamikës të parapar. Tash në fazën e përpilimit të detyrës projektuese, duhet bëhet azhurnimi i të dhanave, më thonë, për rajonin i cili do të përfshihet në planin general, por edhe sot përfaqësues nga kompania janë në komunën e Tetovës dhe në përditshmërinë po punojmë që të arrihet kjo afati paraparë me kontratë.